наместо да ги поврзува и да создава кохезија и континуитет. Објектот предвиден за таа намена служи за нерационален подсмев и е предмет на интензивна операција за декласирање не баре залуден, па дури погрешен, безразработен концепт кој води во нечија спална соба. Во куќа завршува. И сега е мост за ловење риби одличен. А чини едно чудо пари, градот зел кредит за него. А сега е одличен мост за ловење риби, бидејќи е нефункционален. Тука кој е крив? Постојаното трагање по виновници сепак не секогаш носи кон вистинската адреса, ако ништо друго, а тоа се разбира не е ни толку малку. Е чин кој очекува да биде реализиран веќе 40 и кусур години и како последен во низата, која го предвидувала не е никој друг, туку луѓе од непосредното обкружување. Затоа јас во мојата изборна програма, Ивица Коневски, во неговата изборна програма предвидовме еден најголем капитален проект за овој дел од градот Скопје, а тоа е продолжување на булеварот Асно, овде од хотел Русија, према Вардар, мост на Вардар и понатака спојување со раскрсницата на улица Беласица покрај Скопскиот сајм. Тука кој е крив? Веројатно во тоа се немало навремен увид, па и избраната во стилот турни ме да кинисам, кукајќи над собствената судбина, решава напрасно да го прекине за потоа на ист начин да го продолжи, ама без јасен увид за вината, туку со однапред утврдена и посочена одговорност. Некој почнувал проекти за кои што ниту знаел како ќе ги реализира. Имате над 170 неекспроприирани имоти, незавршени имоти и имотно-правни спорови во овој дел, особено ако ме прашувате во делот на мостот на Асно. Тука кој е крив? Не дека е китка за мирисење, ма стои запишано дека барем се трагало и се планирала некоја солуција која можела драстично да ги намали трошоците, која за жал не успеала затоа што некој со однапред утврдена политичка агенда го стопирал решението и го вратил во рикверц. Наместо 20 објекти да бидат експропирани, се проби алтернативно трасата, не врати оригинално на експроприација на преку 180 објекти, со што целиот проект на поврзување на општина Аеродром, општина Газибава преку Керамидница го направија поскап за околу 8 милиони евра. Тука кој е крив? Затоа повеќе или помалку да се подразјасни, постојат јасни сведоштва врз основа на кој се утврдува кој и зошто одлучил да се спротистави. И за сето тоа се криел можеби со право, зад интересот на стотина сопственици, а не на стотини илјади скопјани кои ќе треба да го користат. Сега проектот е во почетна фаза, а на жителите на Керамидница им се понудени многу ниски суми за експроприација на објектите, односно цена од по 400 до 500 евра за метар квадратен. И на крајот, кој навистина треба да има чувство и да преземе одговорноста за се што се случувало во минатото. За еднаш за секогаш да се тргне кон иднината. Тука кој е крив? Тито е крив? Јованка да не е крива случајно. Кој е крив? Продолжувајќи да се врти долгата листа на историски неодговорени прашања, не е реално да се креира надеж дека ќе се случи тоа што толку долго време се бара. Да се сврти нова страница.